нам ни се придружија нашите први гости, со кои што го проследивме и крајот на подпишувањето на договорот. Им посакувам добре дојде на нашите денешни гости, господјата Ана Чупевска-Станишковска, доцент по право. Добре дојдовте. И на амбасадорот Виктор Габер. Благодариме што не поканивте. Какви се вашите реакции од она што можевте да го видите? Првичните реакции. Еве, уште гледаме дека што туку се качуваат на брод и заминуваат. Повозрастен. Повозрастен ме поправаат. Историски ден е, независно од тоа што сите овие години ние овде во Македонија, аз верувам и кај нив, ни тежеше овој проблем кој што требаше се надмине. Начинот на кој се надмина секако е уникатен. Да, клучното прашање што се поставуваше сето ова време е можен ли е рационален договор за ирационален спор кој што трае 27 години? Па, бидејќи е ирационален спор, како што велите, невообичаен, темата е таква. И самиот договор фактички се однесува на преименување, односно додавка за именувањето, појаснување на именувањето и слично. Таков договор може би од меѓународно правен аспект може да трпи вакви и такви коментари, но секако е исклучителен затоа што се однесува за две соседни земји, као што например беше полско-германскиот своевремено договор, каде што има измешани не само емоции, туку има измешани човечки судбини. Затоа храброста што ја покажуваат двете страни да придат кон разрешување дефинитивно на ова прашање и се надевам ефикасна имплементација на оно што е договорено, бидејќи сепак следи еден многу тежок период, еден набиен период на постапки кои што треба да го финализираат ова што е ставено на хартија и да се отстранат резолуциите од обеите нации, односно времената спогодба. Самиот договор кој договор, ако мене ме прашувате, јас сметам дека тоа е фактички продолжување на времената спогодба до објаснување, до прецизирање, влегување во поединости кои што не би требало да предизвикуваат проблеми во иднина меѓу двете земји. Па и денеска видовме, да се нашалиме малце, никој не ги провери лични карти или пасоши кога влегоа, веќе се создава една атмосфера на блискост, на пријателство помеѓу официјалните представници кои што ги избрал народот и кои што денеска одлучуваат во име на тој народ. И затоа велам дека таа атмосфера мора да се одржи и со имплементација на овој договор. И да не должам, после ќе имаме можност и друго да кажем. Господја Чупевска, рековме дека по многу нешта овој договор уникатен. Не само заради должината на спорот, туку и начинот на кој што беше постигнат. Меѓутоа, може ли да има губитници и победници во еден таков договор? Според она, јас како го разбирам договорот, договорот е за мене представува шахмат спрема сите националистички и тенденциозни назадувачки или регресивни сили, би се рекло, во регионот, од причина што јасно е наведено, стипулирано е договорот дека он има едно пошироко гравитационо поле кое што ќе има влијание и врз целиот регион. Имено договорот, освен што го решава спорот идентитетски, односно и за името, поточно не идентитетски, тој представува, односно вклучува една тенденција за создавање на стратегиско партнерство, декларирана е силна волја за взаемно помагање во многу сензитивни области, како што е, например, одбраната, понатаму економската. Договорот е прилично обемен. Значи, договорот ги надмина очекувањата на сите, со тоа што додаде една дополнителна димензија, а тоа е од, условно кажано, ладни врски ги претвори врски, има тенденција да ги претвори врските во пријателски, дополнително со стратегиско партнерство. Значи, кога има договор билатерален со стратегиско партнерство, тоа значи посебен статус за страните и меѓусебна поддршка на многу повисоко ниво. Господин Габер, вие сте дипломат, овој договор, зад кој
практично застанаа и лидери се двајцата премиери и двајцата министри. Сепак деталите на тој договор ги работат големи екипи од експерти од двете страни. Ајде им го појасниме тоа на гледачите како дали ова на вистина договор на телефон, како што се тврдат? На телефон Заев и Ципрас, него работат многу вредно експерти од двете страни. А точно е, не може да се приде кон потпишување на ваков договор без да се долго време анализира, систематски да се проучуваат разни области, да се компарира, да историски да се гледа назад што е постигнато, односно како се потпишуваат и овакви договори меѓународни, да се мисли на иднината, што е многу важно, бидејќи тој договор, ако денеска се потпишува, ние правниците знаеме, тој важи за од утре. И во таа смисла екипите долго време работи и затоа преска напоменав дека ова е само продолжување на времената сподна до прецизирање, она што не можеше Холбрук во тој момент да го постигне. Ова сега се постигнува со волјата и храброст, ако сакате, на двете владеачки, односно владини представници на двете земји. Екипите што работеа и долго време работеа, ние можеби во јавноста и не ги знаеме имињата, но ги препознаваме денеска во третиот ред. Да. Мора да им се признае дека детално навлегле во многу области. За секој договор може да му најдете мана. Јасно. Но факт е дека договорот како таков денеска потпишан представува иднина за нашите односи. Представува иднина за нашиот развој, особено македонскиот, и представува иднина за нашата безбедност генерално гледано. Затоа велам, многу е важно да се истрае и да се продолжи со имплементација на ова што денеска го потпишаа, затоа што има толку многу стипулирани работи што мора да се извршат овие наредни денови. Она што е, например, ево, ја ќе ви кажам некои работи, 15 алинеи имате само у преамбулата. Што за еден меѓународен договор малце е преобемно, претешко. Но технички, например, има изрази кои што не би лежеле. Има еден, например, мене ми падна во очи сериозна европска политика, сериозна збор во пишан документ во договор, не мислел. Но, верувајте, толку е добро разработена целата материја што треба утре да се имплементира, да се обработи, да се доработи, и она што представува воодушевување, барем сега зборувам од правна гледна точка. Да, тоа е и чисто номотехнички. Тоа е така добро направено да ние денеска мораме да кажеме дека постоела пред се политичка волја, што е многу важно, за да можат екипите да работат конкретно. Не може да придете кон еден договор за подпишување ако не постои политичка волја. За меѓународен план зборувам. Така е. Без политичка волја нема помрнување од место во меѓународните односи. Дојде моментот кога двете земји избраа такви представници кои што придоа кон. Видите, тука имаме и политичка храброст, имаме и политичка жртва на некој начин. Така. Треба да се внимава кога се дават квалификации за едно или до друго. Да се гледа иднината и да се гледа она што представува стабилност во регионот во кој што ние се развиваме. Ние сме мала земја со ограничени материјални и човечки ресурси. Например, ево еден член каде што ќе речете бизарно, не, Македонија не излегува на море, пишува. Тоа значи се отвараат перспективи да се разговара меѓу двете земји за побрз проток на стоки преку пристаништата во Грција. Мал елемент, но многу важен за нас, за развојот. Да не зборувам за другите, да не го оптеретуваме форумот, али во секој случај мислам дека е она што е историско денеска, дека ние како држава правиме чекор кој што не би го никој замислил на една млада држава, самостојна, суверена, во текот на 3 децении постоење, еден таков исчекор кој што, Бога ми, еве, целата меѓународна заедница даде поддршка, поздрави, дури и некои што мислевме дека нема да го направат, да не ги споменувам, сега знаете за кого мислам. Господја Чупевска, можеш ли ваков или сличен договор да се направи порано? И како гледате на тоа? Обично се вели дека крупните одлуки им се оставаат на решавање на десничарските партии, а овде левицата го реше проблемот.
Па, имајќи предвид хуманистичката димензија и солидарноста, што е принципилна вредност на секој левичарско движење, па така и на, условно кажано, на двете влади кои што се во основа нели доминантно социјалдемократски, за мене не е изненадување. Што се однесува до можностите за решавање, не верувам дека на претходните им било лесно. Меѓутоа, сепак тука присутни беа регионалните контексти, поготово, значи, освен нели оваа левичарска димензија, да речеме, и солидарноста, и регионалниот контекст на задувањето на Македонија, изолацијата на земјата и потенцијалот за дестабилизација во еден поширок регионален зафат. Од тука, едноставно контекстот е таков каков што е, историските околности се создадоа, ние треба тоа да го поздравиме и вистина ова денеска е свечен ден за нашата земја. Како правник, како гледате на обвинувањата на опозицијата дека станува збор за исклучително лош договор, штетен по националните интереси на Македонија, дека тоа е своевидна капитулација? Како гледам, јас мислам, или значи една варијанта они да не го прочитале добро договорот и да не го разбираат, а другата варијанта е дека претпоставувам дека влогот во некакво пазарење го појачуваат со тие. Инаку не верувам, убедена сум дека имаат свест до толку и дека нема да го попречат членството на Македонија во НАТО и Европската унија, особено поради фактот што јасно се декларирани во нивните програмски одпределби овие нели заложби за евроатлантските интеграции. Значи, доколку го блокираат овој процес, тоа ще треба да се самоукинат како нели политички субјекти. Амбасадоре Габер, вие претпоставувам од самиот почеток го следите овој спор и па дури и одблиску ја знаете генезата на проблемот. Би сакала да објасниме некои работи кои што деновиве се актуализираат, а тоа беше тврдењето на екс-премиерот Никола Груевски дека вакво нешто било јавно отфрлено од нивна страна, сличен предлог, ист предлог со Северна Македонија во 2000 година, меѓутоа во далеку полоша верзија сега се прифаќа, затоа што сега не е само за надворешна, туку и за целосна внатрешна употреба, плюс промена на уставот, диаспората. Сме биле ли толку блиску до договор? Ако веќе викате дека го следам подолго време, да, едно време бев од почетокот вклучен, после не бев вклучен затоа што имав билатерални мисии лево-десно. Зборот ми е дека факт е дека долго време калкулира сите политички гарнитури. Да. И во Грција и во Македонија во врска со она што представува нивен политички рейтинг. Вакви прашања директно влијаат на, да кажам, популарноста, рейтингот на одредна политичка личност, партија или слично. Борбата за власт во вакви случаи каде што национални прашања се решаваат треба да биде отстранета. Јас верувам дека со тој ризик тргна и двете страни сега кога го ги исклучуваа овие поединости. Ни на едните на другите не им е мило ова што се случува, да ви кажам право. Тоа се тешки одлуки. Тешки одлуки, нема идеални договори. Каде што ево јас и вие сите сме во одреден амбиент, образовани, културолошки сме усмерени, имаме еден национален дигнитет кој што го браниме и така натаму, и тие таму и ние. Затоа има многу народ кој што денеска и протестира, бидејќи не ќе да го прифати она што представува историскиот момент и почетокот на еден нов период во развојот и на земјата и на регионот. Зборот ми е, точно е дека се дискутирало, точно е дека се имало разни солуции. Ако сакате, јас сум имал некои преференции во врска со тоа име и така натаму, но мора да се признае дека досегашните политички гарнитури во двете земји калкулираа секогаш со нивниот политички рейтинг, односно предизборие, подизборие, па се сеќавате, ќе се појави проблем за регионален проблем или проблем со некој друг сосед или како се вика локални избори или парламентарни избори и веднаш ова прашање ќе го страниме, ќе го ставиме се понатаму. Се погоди овој момент кога двете политички гарнитури викаат нема да го ставаме, туку ќе го решаваме сега и вака. Тоа е нивна одговорност
народот ќе каже дали таа одговорност оние превземале согласно сите параметри што представува иднина на земјата, а тоа брзо ќе се покаже. Јас сум убеден дека за година и пол, доколку се имплементира на све што е наведено во договорот како што треба, бидејќи повторно велам како што треба, тогаш нема да има договор ако нешто не се направи. И самите преговарачи тоа го тврдеа цело време. Ајде да видиме има... Ми дозволите јас да се вмешам, да ве прекинам. Во овие моменти колегите од режијата ми јавуваа дека веќе е подготвено и она кратко видео кое што го правевме изминатите неколку минути. Имало инцидент во Мала Преспа паралелно со подпишувањето на договорот. Грчките медиуми јавуваа дека било непосредно во близина на местото каде што се подпишуваше историскиот договор меѓу Македонија и Грција. Дошло до судирано неколкумина демонстранти и полицијата која што го обезбедувала настанот. Се очекуваат повеќе детали наскоро и ве гледате што се случило. Ова е, повторувам, видеоинсерт од грчките медиуми. Делува дека е воедно и аматерска снимка. Иако претходно се пишуваше дека договорот всушност денеска се подпишува во најбезбедното место денеска во светот, меѓутоа сепак еве се случиле немири. Другите информации кои што јас ги имам сега во моментов е тоа дека имало безредие и пред грчкиот парламент поради договорот со Македонија. Грчката полиција во Атина употребила и солзавеци и заслепувачки гранати за да ги растера демонстрантите кои фрлале со камења и шишиња пред парламентот непосредно пред подпишувањето на договорот со Македонија. Повторувам, ова видео кое што го гледаат нашите гледачи во моментов е од местото непосредно во близина на Нивици, односно Сарадец, каде што се подпиша пред малку историскиот договор меѓу Македонија и Грција. Нема повеќе детали, меѓутоа се најавуваат за наскоро, така што секако додека вие разговарате, јас ќе се обидам да најдам повеќе информации од грчките медиуми. Како едно заокружување и последниот блок на прашања, сега доаѓа по тешкиот дел. Значи, договорот зависи од ратификацијата во Грција, референдумот во Македонија. Дали очекувате... И пред се да им се објасни на граѓаните. Да. Немаат целосни информации што точно тој договор треба владата да го најде пристапот, да им објасни што е подпишано, губат или не губат. Има ли навистина толку големи или... Ја знам, дека ние знаеме, ама граѓаните немаат баш правилни информации. Значи, што се однесува до стравовите дека е загрозен идентитетот и јазикот, тоа е апсолутно неточно. Граѓаните не треба да подлегнуваат на таа пропаганда. Имено македонскиот јазик... Дури и некои академици се вклучуваа во тоа дека ќе Па добро, сега тие постари генерации така можда не читаат современи тенденции во науката. Секој има право во секој случај на свое мислење, некој од... Но нема право на манипулација со јавноста. На манипулација со јавноста. Значи, македонскиот јазик е деклариран јасно, македонскиот идентитет, националност и државјанството, све си се убаво заокружени и македонско и граѓани на Република Македонија. Преведливо е на сите јазици, нема скрипции кои што ќе не детерминираат како што беше, нели, како што беа шпекулациите дека на латиница ќе треба, нема споени, нема одвоени имења. Република Северна Македонија, значи ќе биде ова официјалното име, значи се однесува само на документите во меѓународната кореспонденција во класичното значење на ерга омнес и тоа никакви опасности нема по македонскиот идентитет и јазик. Напротив, прв пат во односот со Грција се декларирани како посебни идентитетски одредници наши. Значи прв пат во историјата на билатералните односи. Што се однесува до вашето прашање во поглед на имплементацијата, прво ќе треба овие процедурални аспекти да се задоволат. И тука многу вешто морам да нагласам и моите комплименти ги упатувам кон решението. Имено по ратификацијата во македонскиот парламент, грчката страна е задолжена веднаш, значи промптно, така е наведено, веднаш, immediately, значи да ги извести НАТО и Европската Унија за нашата
нели дека го поддржува нашето членство. Од тука, значи, воопшто не се плашам во тој дел, бидејќи веќе има обврска. Потоа следи фазата на измената на уставот со еден амандман, значи не е тоа измена некоја, не знам како да се одново да се испишува устав, како сите уставни измени до сега се амандмадира со еден член, можда амбасадорот поубаво ќе ни го објасни ова. Потоа следи референдумот, по референдумот ратификацијата и што го манипулира со штом го ратификуваат грците, веднаш почнува да важи. Дека Македонија се откажува од националното малцинство. Ако сакате, ја како што го читам текстот, текстот е јавен и објавен и би требало сите да го читаат, поставен е на веб страницата на владата. Да го коментираат после прочитувањето или да барат објаснувања од луѓе кои што може да им објаснат некои работи, да аргументираат. Зборот ми е, врска со тие промени што ќе се извршат, очигледно дека се внимавало на тоа да се задоволи основата на целиот процес, темата која што е, значи, преименување на државата, а државата во еден правен акт, како што е Уставот, не може да се именува на една страна на меѓународен план, а во своите акти тоа е многу тешко. Тоа е болно прашање и сите знаеме. Проблемот во преамбулата за мене е дека таму треба да се прави разлика помеѓу одлуките на АСНОМ и декларациите кои што беа донесени во времето на првото заседание на АСНОМ. Таа работа треба да се има предвид и мислам дека тука нема да има никаков проблем. Што се однесува за другите промени, именувањето таму кај што се појавува нашата држава како финансиер, што би се рекол, каде што буџетот финансира одредени активности и во внатрешните работи и во меѓународните односи, доаѓа до тоа преименување. Ја така го толкувам договорот. Она што представува ван буџетско финансирање на активности од култура до спорт и слично, тоа тогаш таму немаме никакви промени. Значи, мораме да бидеме внимателни кога имаме желба да објасниме или имаме желба да распалиме она што фактички представува еден чекор напред во стабилизацијата на Македонија како еден меѓународен правен субјект. Македонија на овој начин со полна во полн капацитет ќе биде субјект. Со полн капацитет станува еден меѓународен правен субјект, независно од она што ние како емоција можеме да кажеме дека подобро ќе беше вака или онака. Ние овој ден историски мораме да го одбележиме. Ви благодарам за гостувањето. Благодариме. Јас само на крај сакав да прашам како правник еве Чупецка. Председателот вели не потпишува дивоградби, не легализира. Председателот Иванов мислам. Правници објаснуваат процедурата и уставот е јасен дека ако првиот пат го врати, не го потпише указот, се враќа повторно во парламентот, се изгласува и тогаш председателот на собранието со полно право, така е, нели? Така ќе биде исто како со законот за јазиците. Значи не постои можност да не спречат во членството во НАТО и Европската унија, поготоа што имаме и толкова поддршка. Да, информациите се дека уште утре македонската влада ќе достави до парламентот на гласање да биде ставен договорот за постигнатиот договор за конечно затварање на проблемот околу името и очигледно е дека се брза, не газат. Верувате дека заради национализмот нема да ја пропуштиме шансата што во моментот ни се создава? Ние гледаме кон еднината, ако национализмот си е еден составен дел на емоциите и на политичката борба. Да, и легитимно право е тоа. И на политичката борба. Јас не гледам ништо тука страшно. Проблемот дали на народот, на масите ќе му биде јасно каде одиме. Ако веќе целта тоа е работа на политичарите да објаснат што се добива, што се губи. Цивилизирано општество, да влеземе во едни односи кои што значат безбедност и развој, ако тоа е целта, тогаш целиот договор е легитимен и мислам дека народот ќе го свати и ќе го прифати како таков. Ви благодариме на
гостувањето во отворената, специјално отворена програма на 1 ТВ по повод денешното потпишување. Сепак е недела, вие издвоивте време да бидете дел од нашето отворено студио. Еве и заеднички го погледнавме потпишувањето на договорот. Благодариме. Може